Најави за денешните настани. Термални камери за заштита на рибниот фонд во Охридското езеро предлагаат еколозите. Во сабота бесплатна вакцинација против сезонски грип без закажан термин во службата за вакцинација во Охрид. Во пораст бројот на социјално загрозени пензионери во Струшко. Граѓаните кои до 6 ноември поднеле барање за замена да ги подигнат новите лични документи. Екстремно високи температури го зафатија Бразил. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со врнежи од дожд и максимални 15 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, среда кон четврток, ќе преовладува ведро и студено време со локална облачност. Во четврток во западна, централна и северна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Во областа на Алпите и на југ од Скандинавија врнежи од снег. Во останатите предели претежно стабилно време со локална облачност и надпросечно топло за месец ноември. На Балканскиот полуостров ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и релативно топло со дневни температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури од 10 до 18 степени. Во Македонија во четврток, по студеното утро со температури кои што ќе се движат во интервал од 0 до 8 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време и потопло со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзини до 25 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 8, односно до 18 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во петок во Охрид умерено облачно време со сончеви периоди, попладне и навечер нестабилно со врнежи од дожд. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Врнежите од дожд ќе продолжат и во текот на ноќта, петок кон сабота и во сабота во утринските часови ќе престануваат. Над 1000 метри слаби врнежи од снег. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 5 степени. Во недела, по студеното утро со утринска температура од само 1 степен, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и дневна температура до 7 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Супер акција во Миса маркети. Брокула 1 килограм 299 денари. Спитико 129 денари. Говедски гулаш 99 денари.
панети со сусам 169 денари, панети со сирење 199 денари, колпиди со спанак и сирење 159 денари, фунги свежи шампиньони 99 денари, зденка президент 75 денари, Баварија Ајдамер 399 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Еколозите предлагаат поставување на термални камери за заштита на рибниот фонд на Охридското езеро. Сметаат дека со пософистицирани и засилени мерки ќе се намали рибократството. Алармираат, ендемичните риби се на работ на истребување. Потребни се засилени мерки за заштита на рибниот фонд во Охридското езеро, кој за жал последниве децении е на работ на истребување. Еколозите предлагаат поставување на термални камери на потегот од Пештани до Светинаум и во струшкиот дел од Радожда до Калишта. За целосна заштита, велат, потребни се мерки и од албанска страна. Термалните камери ќе може во ноќните часови да регистрираат се она што се случува во езерото, за да се намали рибократството. Сметам дека крајно време е да се употребат посовремени технички средства за мониторинг на езерото. Има доста случаи во Европа па и во светот каде што се применуваат термални камери кои што гледаат и регистрираат се она што се случува во езерото. Посебно во доцните ноќни часови кога најмногу е застапен криволовот. Тие камери се супериорни во однос на човекот, бидејќи нив не им пречи ни магла, ни дожд, ни оцјај и се добра алатка за органите на полицијата да ги регистрираат и полесно да ги уловат тие што ловат риба. Популацијата на ендемичните видови, охридска пастрмка и белвица, со години е на критично ниво. Од Хидробиолошкиот завод велат, потребна е построга примена на законските регулативи и поригорозни казни за решавање на овој проблем. Треба и построга примена на законските регулативи, треба поголема координација на релевантните институции вклучени за решавање на овој проблем и по-остри казни. Бидејќи крајот на приказната е ако не се спречи, потешко е да се лечи. Најатрактивните видови се секогаш тие истите. Значи, пастрмката и белвицата се комерцијално најатрактивни, бидејќи и нивната цена е повисока, а и по традиција се знае локално што е она што го сака побарувачката на пазарот, е таа што диктира што се лови. Рибокраците секојдневно го пустошат рибниот фонд во Охридското езеро, иако забрана за риболов има на сила. Нема концесионер и рибочувари. Во сабота бесплатна вакцинација против сезонски грип, без термин во службата за вакцинација во Охрид. Службата за превентива на деца и младенци при Здравствен дом Охрид е вклучена во спроведување на кампањата за имунизација од врата до врата, организирана од Министерството за здравство во соработка со Светската здравствена организација. Кампањата е во тек, а опфатени се општините Охрид и Дебарца со селата и населбите. Во сабота 18 ноември во службата за вакцинација во кругот на Општа болница Охрид, поточно на самиот влеска и рампата, ќе се врши вакцинација против сезонски грип на граѓани кои сакаат да ја примат вакцината без разлика на возраст и без закажан термин. Вакцината ќе биде бесплатна. Вакцинацијата ќе се врши во периодот од 11 до 14 часот.
Оние граѓани кои сакаат да бидат вакцинирани против сезонски грип, но не се во можност да дојдат во службата за вакцинација, ќе може да ја примат вакцината во домашни услови доколку претходно се јават на телефон 071 366 564 и да остават соодветни податоци, информира раководителката на службата за превентива доктор Сонја Мариновска. Службата за превентива на деца и младинци при Здравствен дом Охрид е вклучена во спроведување на кампањата за имунизација од врата до врата, организирана од Министерството за здравство во соработка со Светската здравствена организација. Кампањата е во тек, а опфатени се општините Охрид и Дебрца со селата и населбите. Утре, на 16 ноември, екипата за теренска вакцинација ќе биде во Рача, Коњско, Елшани и Пештани. Вакцинацијата ќе се врши на пункт во училишните дворови со почеток од 9 часот. На 21 ноември, екипата ќе биде на терен во Орман, Лакочере, Велгошти, Лескоец, Косел и Куратица. А на 24 ноември, теренски активности за вакцинација ќе се спроведат во Ботун, Белчишта, Злести, Средоречје, Лешани, Велмеј до Горна Дебрца. Вакцинацијата започнува од 9 часот во училишните дворови и местните заедници. Граѓаните кои до 6 ноември поднеле барање за замена да ги подигнат новите лични документи. Одсекот за управни работи при СВР Охрид ги повикува граѓаните кои до 6 ноември 2023 година поднеле барања за замена на старите со нови лични документи, дека истите може да ги подигнат во просториите на оделението во Охрид, Струга, Кичево и Дебар. Новите лични документи може да се подигнат секој работен ден од 7:30 до 19:30 часот. Одсекот за управни работи секојдневно ги прима и навремено ги процесуира сите барања за вадење нови лични документи што ги доставуваат граѓаните со цел забрзување на постапката и брзо решавање на апликациите доставени од граѓаните, велат од СВР Охрид. Во пораст бројот на социјално загрозени пензионери во Струшко. Сдруженијето на пензионери од Струга секојдневно од нивните членови добива барања за помош за лекови, храна и сметки. Зголемен бројот на социјално загрозени пензионери во Струшко. Се поголем број граѓани од третата доба бараат финансиска помош од Сдруженијето на пензионери за лекови, храна и сметки. Со поскапувањето на цените, голем дел од пензионерите живеат на работна сиромаштија, доведени во состојба да молат за еднократна финансиска поддршка. За жал не може. Али тоа е грижа на државата. За препастувачкието имат некој 9.000, некој 10.000, некој. Сега замислите колку на таа фамилија може да помогнат тие пари. Наспротив, за жал, ова што го читаме, зголемување на функционери на ова, на она, до 78%. Како тоа може? Ја не знам до кај ќе одиме. Расте бројот на пензионери кои живеат на работна екзистенцијата. Велат, ако го наполнат фрижидерот, им не достигаат пари за сметки и лекови. Се жалат и оние кои имаат повисоки пензии од минималната, бараат зголемување. Со ови пензии што се овде, тешко е. Ако нема некој од деца да му помагат, тешко е. Не стигаат. Зашто се е поскапено. Сега ние средно, скромно. Ние сме двајцата пензионери, само за нас е. Оти за тешко е. Никако. Не можеме да се прехраниме. Со што ќе живееме ние? Ништо немаме. Не може да се исплатат. Сметките се високи, па ние повеќе сме со лекарства, со тие работи. Најниската пензија во земјава во месец август била 11.897 денари и ја земале 2663 пензионери. Нивната пензија сега е зголемена за 630 денари. Предавање за врсничко насилство во основното училиште Ванчо Николевски во Лескоец. Ваква едукативна кампања ќе биде реализирана и во другите училишни центри на подрачјето на СВР Охрид. Полициски службеници од СВР Охрид во основното училиште Ванчо Николевски во Охридското село Лескоец вчера реализираа превентивен проект на тема врсничко насилство. При тоа низ интерактивен пристап на учениците од 6 до 9 одделение им беа објаснети појавните форми и облици на манифестирање на насилство помеѓу врсниците, булинг и онлайн насилство, сајбербулинг како крајно штетни и опасни појави при користење на социјалните мрежи.
Околу 150 ученици беа запознати како треба да реагираат доколку тие се жртва на булинг и сајбербулинг, каде да го пријават насилството и со кого да ги споделат тие информации. Учениците имаа можност да поставуваат прашања до представниците од одсекот за превенција при СВР Охрид и да слушнат корисни совети како да постапуваат во конкретни ситуации со цел да не бидат жртви на насилство или пак насилници. Оваа едукативна кампања ќе биде реализирана и во другите училишни центри на подрачјето на СВР Охрид, информираат од секторот. Од денес патниот правец Охрид Ресен преку Националниот парк Галичица ќе биде затворен за сообраќај и за сите видови на возила. На самото место поставена е соодветна сообраќајна сигнализација, а овој времен режим ќе трае се до 1 април 2024 година, информираат од Автомотосојузот на Македонија. Причините се што патот е на највисокиот планински пребој во Македонија, каде има воздушни влијанија, непредвидливи ветрови, врнежи од снег, ниски температури и е тежок за одржување, велат од Македонија пат. Вонредна акција за подигнување кабаст отпад од Пештани во петок. По барање на местната заедница од село Пештани, јавното предпријатие Охридски комуналец во петок 17 ноември ќе организира вонредна акција за подигнување кабаст отпад од село Пештани. Се молат граѓаните доколку имаат ваков отпад уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 17 ноември и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428. Кабастиот отпад треба да е уредно оставен до контейнерите или други пристапни места предвидени за подигнување комунален отпад, додаваат од предпријатието. Да ги погледнеме и вестите од светот. Камион удрил во школски автобус во Охајо. Најмалку 6 лица загинале, од кои тројца ученици и тинејџери, а 18 се повредени во тешката сообраќајна несреќа во централниот дел на американската сојузна држава Охајо. 15 од нив се хоспитализирани. Во несреќата учествувале 5 возила. Автобус кој превезувал средношколци, 2 службени и 2 приватни возила. До страшниот судар дошло кога камионот одзади удрил во училишниот автобус, пошто автобусот се запалил. Најмалку уште 3 возила биле зафатени од пламенот, соопштила полицијата. Автобусот бил целосно опожарен, јавува CNN. Израелската армија утрово објавила дека влегла во комплексот Ал-Шифа, повикувајќи ги милитантите на Хамас да се предадат. Канцеларијата за медиуми на Хамас излегла со соопштение во кое нападот на израелските сили врз болницата Ал-Шифа го нарече воено и морално злосторство како и злосторство против човештвото, пренесува BBC. Хамас тврди дека Израел и САД се виновни за рацијата на израелската војска на најголемата болница во Газа. Светската здравствена организација соопштила дека изгубиле секаков контакт со персоналот на болницата Ал-Шифа. Според последните извештаи, во болницата се уште имало околу 600 пациенти, медицински персонал, како и неколку илјади луѓе кои таму побарале за солниште. Бразил го зафатија екстремно високи температури незапамтени досега. Во областите околу Рио де Жанеиро температурите се искачиле до 52,5 степени Целзиусови. Во околу 3000 градови и населени места на сила е црвен метеоаларм, јавува BBC. Метеоролозите предупредуваат дека топлотниот бран ќе трае до петок и дека представува сериозна опасност за здравјето на луѓето. Повеќе од 100 милиони луѓе се погодени од горештините. Официјалните лица го припишуваат топлотниот бран на феноменот Ел Нињо, за време на кој глобалните температури обично се зголемуваат, како и на климатските промени. Истражувањата покажуваат дека просечната температура во земјата била над историскиот просек од јули до октомври. Околу 4000 луѓе се евакуирани од градот Гриндавик на Исланд, кој е најзагрозен поради неговата близина до вулканот Фаградалсфјал на полуостровот Рејкјанес. Огромни пукнатини се појавиле во близина на градот, а снимките покажуваат пукнатина што поминува низ центарот исфрлајки чад, додека магмата се приближува до површината. Секојдневно жителите преживуваат по стотици земјотреси, за кои експертите сметаат дека се знак за голема вулканска ерупција, која може да се случи во секој момент. На брзина се градат одбранбени ѕидови околу геотермалната централа, со што властите веруваат дека истата ќе ја заштитат од лавата. Како мерка на предпазливост за домашните и за меѓународните летови, издадено е портокалово предупредување што представува ограничена опасност за воздушниот сообраќај. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!